Дали е точно кога ти беше најголем критичар на Груевски и Немјалков имаше закани по живот? Возбудата расте. Огнен Чанчаревич. Главо ми, браво. После... Колку години се дружили? Доста. Поише од доста, не? Да, поише од доста. Добро вечер, дами и господа. Еден нов поинаков подкаст поред мене и според моите гости. Моментално во студиото на Канал 77 во Скопје имаме еден етаблиран новинар кој што ми е драг колега, драг пријател и кој што долги години сакам да ми биде гостин во моите емисии, но моите емисии се забавни, не беше за забавни емисии, бидејќи ја знае работата, еден од топ 5 новинари според мене во Македонија, не сум пристрасен, само сум реален. Така да ова интервју, ова подкаст, ова вистина или не со Миро Кацаров, ова детекторско ставање на јавните личности на полиграф, ќе биде со еден новинар кој што исклучително е дел од политичката фела, од информативната програма на национална телевизија, новинар кој што долги години ги прате политичките партии и политичарите, претениците, премиерите, а бога ми владите. Така да, Чанчаревич, добре дојде По-добро, на најдов. полиграф со Миро Кацаров. Интересно подход од оваа страна. Нели? Да, Новинари се ставаат ли на полиграф? сите се стават на полиграф. До сега си бил ли сведок на полиграфско испрашување? Не, Како млад? не каде би бил. Па добро. Полиграф знаеш зашто се уклучува? Да, тоа у полиција се уклучува најчесто. За сериозни работи. За сериозни работи, сериозни да, работи. да, да. Додека сум Не бил сме сведок стигнале до на тие таму. работи, не би требало. Не сме стигнале до таму, така? Не, среќа не. За среќа не. Си бил до сега на милион интервју, си водил интервју, кажи ми само да го наместам вака. Кажи ми искрено, ги прашувам сите, не е такво, нели, кога седнеш Од на оваа страна? интервју, да, и кога знаеш дека ќе ти постават детектор кој што и како е релевантен, иако многумина, знаеш, не прашуваат, да, тоа е надвор од Македонија, донесено од Америка, по 100 пат кажувам, и добро си работи, сега за сега работела. Може би да погреше 10, 15, 20%. Значи имам шанси да подлажам. Ама лагата и по очи да се познава. Така е. Да. Така е, така е, така е. Така да спремен си да кажеш вистината? Као и секогаш. Фокусиран си? Сконцентриран? Види, повеќе сум така малце ми е чудно што пак ти ќе ми ги поставаш Да, прашањата, нормално. а не јас. Јас сум навикнат ја да ги поставам Добро, прашањата. да. И со пенкалцево, кај ти е пенкалцево? Не ми е тука. Да, ќе ми каже од режија доста со пенкалото. И сега ми е малце поразлично и баш чекам да видиме како ќе се развие, особено што намерно не те прашав и не ти побарав ни теми ни тези, Нормално. и затоа си преќутев за да биде поинтересно, Да биде и за да биде порелевантно. за да биде поавтентично. Не е убаво да се спремиме претходно. Бидејќи се познава по пулсот, по body language, бритот, дишењето си покажува доле кај мене што како. Добро, Не, ќе рипа ќе пулсот, разговараме, ќе рипа ќе пулсот на разговараме купови за прашања. информативна, ќе разговараме за политичари, Важи. за политички партии, ќе разговараме за мити и корупција, ќе разговараме дали постои независно новинарство. Добро. Оги, ја би ти препорачувал да кажуваш вистината, пошто мав му е Full truth работа. and nothing but the truth. Мав му е работа, викат возрастните. Знаеш? Овака сега. Може да почнеме, така? Мора. Спремен си? Дали твоето име е Огнен? Да. По кој си крстен? Или кумот е крстил? Брат ми. Брат ти? Да. Много јако. Како бе брат ти? Така. Негова идеја било Да, името. негова идеја. Колку години сте разлика со брат ти? 7.
Па добро, оно е више свесен, Да. прво, второ деление, колку Да, е било. прво деление. Прво деление. Прво деление. Огнена, брате, како се вика? Ристо. 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 Добро, Ристо, неговата Да. е малце по-традиционално, твоето е по-младелачки. Така е. Не те гледаш. И твоите прифатели? Да. На Галено ти викаат Оги. Зависи. Мајка ти како те вика? Огне. Огне. Највише ме нервира на цел свет. Да, второ прашање. Дали новинарството кај нас е на вистина слободно? Да. Зошто е независно? Кај не е независно новинарство? На второто прашање, да. Значи, слободно и независно новинарство се две различни работи. Мислам, две различни. Вака звучи исто. Тие што работат независно се слободно. Има новинари што работат истражувачко новинарство и што работат Добро. Има новинари и рекетари. и Па затоа ти викам, значи малце ми е оно па сега дискутабилно. ти не ме прашат дали сите се слободни или сите се рекетари. Ти ме прашат дали има независно новинарство. И има во делот на истражувачко новинарство. Така е, има луѓе што се независни и слободни и во делот на дневно новинарство и баш тоа е Значи имаш колеги информативното. твои кои што се работат, да си Профи. Профи. Да. Добро. И- Трето прашање. Дали е точно дека си имал директен притисок од политичар од претходната власт да направиш пиар или да работиш као пиар кампања за него? Не. Притисок. Не. Си имал понуди од политичари да работиш Понуди има пиар? притисок, не, како ќе ми врши притисок. Не може да врши притисок, понуди имало нешто. У тој дел што е со пиарот, ама Па си работел, би работел некој пиар на политичар се? никак. Никад. Нема зашто. Па за пари? Па добро, ама нема за не. Уопште не се ни наоѓам у тоа и не би можел да му направам пиар на некој што го истражува. А, дали е точно или дали е точно дека познаваш новинар во Македонија или новинари што работат и за политичка партија и на национална телевизија и земаат пари од државата? Да. Тие ги ставаш ти во колеги новинари? Не. Не. Не може да работат, земаат пари од државата директно, мислам дека не земаат или може нешто ситни тендерчиња преку некои фирми што ги имаат или невладини или што ја знам што, ама у моментот кога види ти може идеолошки да си за што сакаш и за кого сакаш. Секој си има свое мислење, некој е аполитичен, некој е политичен. Ама у моментот кога више ти креираш јавно мислење, твојот став и твојата политичка определба се забора. И ја имам став за полна работа. Што не ги кажувам кога работам. Вака кога седнеме може да разговараме за се и се што. Дали е точно дека си сакал физички да се пресметаш со новинар кој измислува лаги за твојата фамилија? Да. Ја знам за ова. И се И мислам дека немаше да се пресметам, туку ќе го пресметам. Да. Ама нешто се случи, што се тоа пред многу години веќе. Што се случи? Го немаше тој нешто или ти тебе некако не ти дадовме нешто има, не ние не ти дадовме. Што бе? Си седиме тука, разговараме, Така? нека остане така. Да, Да. затоа што можеби немаше да седиме тука. Да. Секој различно реагира на Ово го не знам на лично, навреди, затоа ти го на поставам. клевети и на лаги, секој различно реагира и сега зависи. Некој Многу ти беше е, љути. да, некој ти е симпатичен, некој не ти е воопшто симпатичен и плюс ако го прави тоа што го прави, уште ту проблем. Дали има колега што не го поднесува? Шесто прашање. Да. И вице верса. Од кај тебе телевизија или општо? Не, општо. И верувам дека е двонасочно, не е за истиот човек, туку верувам дека јас не сум им омилен на полно луѓе, затоа што ја не сум нешто лесен човек. Уопшто. И избувлив, и темпераментен, и знам... А како не се знам справуваш да со тие преќутам. колеги што не ги сакаш? Например, на прес, на били...
седам на другата страна. А си имате нешто ръчното или не онака? Нема. А има тоа конкуренција, телевизија, нешто? Не е до конкуренцијата, не е до телевизијата, тоа е еднонасочен анимозитет. Едноставно, некој ти е антипатичен, некој не ти е антипатичен. Некој го сакаш, го цениш, го почитуваш, некој го не заради тоа како изгледа или што прави, или туку баш ради тоа како ја работи, бидејќи зборуваме за колеги, како ја работи својата работа. И А се делат кај вас колегите на ВМРО-вци и на СДС-овци? дали се делат? Што значи дали се Па делат? не, например, еве, не знам, ово е ВМРО-вец, ово е СДС. Има колеги што Декларираат јавно? нешто се декларираат, како што ти кажав, секој си има своја политичка определба. Да, Знаеш, јасно. и со или ставови, мислење, и сега на некого неговите ставови, мислење, убедувања се поналево, кај некои се понадесно, некои се либерални, пак ќе ти кажам, некои се аполитични, не ги интересира ни едната ни другата политичка опција. Седмо прашање. Дали има прилог за кој се каеш? Да, Кој прилог? не можам да се сетам у моментот, но сигурно има нешто од кое се каеш, одма да ти кажам, кога ми го постави прашањето, се каеш во смисла не сум задоволен од прилогот, не дека сум излажал или нешто такво, Па, едноставно не сум задоволен од сработеното. У тој смисол да се каам. Добро, ајде, еве така У нека. тој смисол, али ако сакаш ајде постави ми го пак Не, прашањето. добро. Веќе Не. притиснато, не можам да го. Ќе видиме како детекторот ќе го анализира и ќе го детектира. У тој одговорот. смисол да, а иначе не би имал зашо друго да се каам. Дали би одбил интервју со политичар поради притисок од власт? Например, се јавуваат Не. на твојот уредничка и кажуваат Оги не сме да го води интервјуто или Оги треба да го одби интервју. Дали би прифатил таква некоја или таков притисок? Не. Дали си имал сега? Делум. Значи, Ама не од уредничката, туку добро. што ќе ти е сега овој? Ајде, па ти што сега со овој ќе снимаш прскане. Од тој тип, мислам дека А бирате, например, политичари кои се популарни, кои не се популарни, кои, например, имаат рейтинг, кои имаат гледаност, кои немаат, кои се онака добри на јазик, тоа бидејќи не работам со политичари. добро, мене ако ми прашаш лично, например јас ја водам емисијата Топ тема и таму гледам најмалку што е можно да има политичари, бидејќи искрено превише ги има на екран. И предолго време ги има на екран и гледам да отстапам што е можно поише време и простор на луѓето кои што исто така имаат проблеми или исто така имаат нешто паметно да кажат, умно да кажат, затоа што не може да стигнат на ред едноставно. Дали има политичар што не би го поканил на интервју? Да. Од пушка. Кој? Не ти кажувам, ама има. Затоа што е неблагодарно да кажам. Лјупчо Ѓорѓевски. Не. Би го поканил? Да. Секако. Кој? Зоран Заев би го поканил? Да. Никола Горевски. Нема да дојде, Не. далеку е. Кој не би го поканил ти? Кој? Венко Филипче. Нема да ти кажам. Затоа што не е коректно. Да кажам, тој не би сакал да го викнам. А има такви што не сакаш да видиш? Секако дека има, затоа што мислам дека не заслужуваат да преку тие 45-50 минути на Топ тема што ја би ја водел, да продолжат да ги шират своите демагогии. Одлично. Дали е точно дека има политичар што не смееш да го критикуваш? Да. Нема да ми го кажеш секако. Така? Нема да ми го кажеш секако. Нема шанс. Добро. Кај нас во шоу бизнисот или на македонската музичка сцена, ние можеме да критикуваме, но најчесто, бидејќи јас критикувам, знаат да ми кажат дека нема да дојде во емисија прекина да критикуваш итна.
Инаку јас гласно и јасно критикувам македонски јавни личности кои што не прифаќаат покани во македонски музички емисии, а во странските емисии се насмејани од 6 до 6. Што не е окей. Што апсолутно не е окей. Дали е точно дека некош си крил информација што јавноста требала да ја знае? Да. Викаат народно заради јавноста да не се уплаши се крие информацијата или Затоа да не се што дигне не бил паника? моментот за да се соопшти таа информација без да од разни причини, може би не била потврдена. Аха. Може не била потврдена, може таа информација е само дел од друга информација што треба да ја добиеш за да има комплетна слика, бидејќи дали би била празна или пола полна чаша. Вечната дилема. Значи да, во склопот на новинарството некогаш си ќутиш. Имаш информации, молчиш, копаш, дур не сметаш дека е се потполно, нема кај да промашиш, па тогаш ги објаваш. Али да, дел од новинарството и да не е тоа криење. Не знам како да ти кажам. Да, сум чувал информација што сум ја објавил подоцна. Но не заради личен бенефит, туку за да биде комплетна слика. Дали е точно дека политички партии ти нуделе пари да пишуваш пиар текстови за нив во текот или во екот на политички кампањи, на избори, локални, претседателски, парламентарни? Да, Затоа што си инфлуенс на Facebook. но не било лично, било преку посредници и секогаш тоа е одбивано бидејќи кажав дека нити мислам дека не ме бива за пиар као прво, искрено, а као второ не би работел ни за политичар, ни за партија. Никога. До сега немаш работено за ниеден политичар, за ниедна партија. Пиар текстови, да, точно. Видите, пиар текст. Кога Тоа е модерно сега, за да, ги бранат така политичките партии. Така е. Видете, во текот на нашата работа и, например, од минатата гарнитура истражувавме еден функционер кој што така беше малце матен и сега, у суштина, ние голем пиар направивме на тогашната опозицијска партија затоа што има материјали да прават пресконференции секој ден благодарение на нашите текстови, не мора да се мачат. Тој е кец на 10. Да, само требаше да чекаат вести на Телмо у Трипол, да го слушаат прилогот и да закажат утре у 11 прес. Да. Така што Тоа е добро. ако гледаш, тоа е пиар, ама е нашата работа. Ама тоа е независен пиар, тоа е пиар пошто ти го и работиш тоа. Види, ние си го работевме да. тоа и си докажавме дека е така како што е. Дали си имал притисок од главен одговорен уредник за твои прашања или интервјуа Не. во топ тема? Не. Не, уште пред да го довршиш прашањето, не бидејќи таму Ти има доверба во тебе, ти сам смислуваш прашање гости? не, никогаш и заедно смислуваме прашања затоа што гостинот што е дојден, мојот колега, колешка, има добри познавања, јас не знам се. Далеко од тоа, никој не знае се. И да, секогаш ми е добре дојдена помош од сите колеги, да, секогаш ми е добре дојден бриф и да помогнат со прашања и се. Но да ми ги пишуваат прашањата, а јас да бидам оној само што ќе ги чита, ќе ги поставува и ќе клима со глава, никогаш. Не. Дали е точно дека премиерите, како Мицковски, поранешниот Заев, се подостапни од сегашните политичари, пратеници и градоначалници? Не. Сега ќе ме прашаш зошто не? Да. Затоа што станува збор за личен однос. Значи, да, има луѓе што никогаш не ми дигнале телефон, нити пак ќе ми дигнат. Стварно? Да. Политичари, пример? Да. И се што направи до сега. И Не дигаат политичари, телефон? и... Не, мене не ми дигаат. Даде, па ти си Да, новинар. мене не ми да. дигаат. Ама ти му некој од пишуваш, вас- ова ги од Да, тебе да, тело. и некој од ќе ти каже, пушти прашање на мејл. И тоа е тоа. И не одговора. Па нека ти одговори, ама тоа на мејл, значи ништо. Чекај недела дена, Кој те- па после. да. Па да, тоа што кажеш ти. И зошто така? Затоа што пред некое прашање беше дали имаш антипатични или симпатични, така? Да. Ја што ти кажав, не може сите да да те ти се сака. симпатични или сите да ти се антипатични. Некој на некого си му окей, на некого не си му окей.
Особено зависи од тоа дали е во опозиција или е на власт, тогаш многу често се менува. Дали си бил сведок на подкуп од страна на политичка партија, на твој колега за уредување на вести на ТВ емисија на интернет портали? Не, за жал. Не. На состанок кај што најчесто се. За жал, не, ке улетав и ја у координација. За некој паркар, еле? се. Не, зи тако бега маница. Едном се живи, два пат се со умира. години да го не врска. Дали е точно кога ти беше најголем критичар на Груевски и на Мјалков имаше закани по живот? Имаше закани, ама не по живот. Значи, и да и не. Многу тешко време беше. Јас не живеев тука, но за вас кога ги критикувавте тогашните најголеми политичари во Македонија, најмокни политичари за време на Шарена 2016-2017, па ти и твојата сопруга и мал милион на еминентни новинари, стварно беше малце Не ги зезнато. критикувавме, им ги вадевме само криминалите. Не Многу беше критикувавме зезнато. ништо. И што најчесто ти стигнува порека како дебеко? Паметен дечко си. Имаш паметен дечко, да. Еј, видите? Листови, подбрисачи и слично, ама не е страшно тоа. Стварно не е Добро, ова страшно. беше последното прашање кој шлак на тортата, 16 прашања. Не, тоа не е страшно. Зашто? Затоа што ако некој нешто ти направи или планира да ти направи, нема да ти се заканува. Нема. Нема да ти стигаат пораки по телефон, нема да имаш нешто под Мислиш дека брисач, одмак е нема да ти се издише реализира гума, тоа? да ти се дупне гума, него кога ќе влезеш вечерта во влез, нема да се упали тоа автоматското Да, светло да. и толку. Да, така прават. Штом телефони стигаат и втора работа што е многу битна, кој сака да жртвува 30 години кариера што криминална, што полукриминална заради некој како мене или некој колега мој или слично. Зашто? Имало, вака ќе ти правам, така ќе ти правам. И Имало на крај, така? да, нормално и ќе А тоа плаши или не? зависи, не е пријатно. Не е пријатно, Не е најпријатна работа на светот. Ама треба да знаеш да се справиш со тоа и веќе ако си фатил да работиш. Види, не велам дека треба све у своји раце да превземаш, нормално си има полиција, си има новинарски здруженија, се и се што, ама треба да знаеш дека може тоа да се случи и тоа ќе се случи. Не треба да Ој, подпекнеш. ти благодарам, 16 И јас. прашања, 16 одговори. Дали ја кажа вистината, ќе дознаеме за кратко. Дали не ја кажа вистината, ќе дознаеме исто така за кратко. Мислам дека одговорите према мој драг пријател не беа секојдневни, не беа наивни, но не беа ни идиотски. Беа нормални, беа по како да кажам, согласни беа со новинарскиот кодекс кој што треба да го испочитувам према тебе, бидејќи јас сум водител на една забавна страна, ти си политички новинар, кај што не можам да кажам нешто што би довело до некои несакани ситуации, бидејќи сепак и ова е забава, подкастот е забава. Машината ги детектираше твоите одговори, се враќаме за кратко. Оги, на моје задоволство, дали твоето име е Огнен, да, ти ја кажа вистината. Тоа беше првото прашање. Така е. Дали новинарството кај нас е на вистина слободна, кажа да, тоа е точен одговор, кажа вистината. А дали е точно дека си имал директен притисок од политичарот од власт, кажа не. Точен одговор, директен притисок. Што е директен притисок? Да, добро си го одговори, баш не, значи не си онакви, да. Добро. Дали е точно дека постои новинар во Македонија кој што работи за политичка партија, за телевизија? Да, кажа точно одговор Труфол, го знаеме си, мислам јас. Добро, и ти го знаеш одговорот. Да. Дали е точно дека сакал физички се претвори со новинар кој измислуваше лаги с твојата фамилија, твојата сопруга? Да, ја бев исто и сведок Така е. на ова дело. А дали има колега што не го поднесуваш? Да, тоа е точен одговор. Дали има прилог за кој се кажеш? Да, точен одговор. Дали би одбил интервју со политичар поради притисок од власта? Кажа не, дека не би одбил по интервју со поради власта би. Поради било каков притисок нема шанси да нема зашто да. Кажа не и точен одговор. Дали има политичар не би покрил интервју? Кажа да, има и Труфул покажува дека е вистина.
Дали е точно дека има политичар да го критикуваш? Ти Дали тука- има? Политичар што не смееш да го критикуваш. Ти тука кажа да, и она кажува вистината дека ја кажуваше сега, дали ја кажуваш тука те лажа. вистината, да. Тука беше лагата, да знаеш. Ама да гледаш, ја сватив пулсот, тука све и гледаш како изгледа. Нормално. Тоа е делот кај што значи сигурно не постои политичар кој не можеш да го критикуваш. Зашто не би можел да го На критикуваш? времето Груевски не дава да го критикува. Не е така, они не даваа, но тоа не значи дека не бил критикуван. Значи ти може да не дава некој што сака, ама тоа е негова работа, он дал ќе дава или не. Дали е точно дека се криви информации што јавност треба да ја знае, кажа да, точно одговор, и Така таму е. ја кажа вистината. И беше многу интересно. Искрено, дали е точно дека познат политичар ти нуда пари да пишуваш пир текстови за него? Да, ја го знам, мислам политичар. И мислам дека имаше и некој понуди преку мене. И тоа е точен одговор. Вие се лични прашања кои што ја ги искористив. Дали си имал притисок од главен Горен Нурин на твое прашање прилог интервју? Не кажа, да, стоиш добри со Жани, со Наташа. Тоа јас го знам. Дали е точно дека примери Комицковски заедно се подостапни од политичарите? Ти кажа не, точен одговор кажа, но јас знам дека враќале повеќе на пораки, повеќе биле Така е. подготвени да, како да кажам, да дигнат телефон него сегашните. Можно е. Така јас знам од наши колеги. Индивидуално, пак ќе ти Индивидуално. кажам индивидуално. Добре, окей. Индивидуално И е, се верувај ми, затоа што ти имаш некои политичари кај што да звониш у 2 сабајле ќе ти дигне, Ќе така? и да, некој И имаш воопшто политичари кај што си пуштил порака и недела дена уште нема. Апсолутно. А на други им одговара. Апсолутно. За 15 минути. Апсолутно. Па тоа е тоа. Така е. Дали си бил сведок на подкуп од страна на политичка партија на твој колега за уредување на Вест ТВ емисија? Кажа не. И Точно штета дека одговор. не сум бил. Да, добро. Мислам дека дали точно дека на Куровски најголем критичар, имаш закани по живот и кажа заканите. Не ми текнува дека, но мислам дека си втор човек од овие, ако не се лажам, 20 на епизоди на Вистина и Лесо Миро Кацаров, каде што тотално ја кажа вистината. Иако ми излажа на едното, детекторот не ја активираше и не ја деактивираше таа лага, но јас кажувам 100 дека 15-20% може да е грешно, 80% е истините и гледаш дека испадна како што Така е. кажуваш и како што се надеваш и како што се... Види, секогаш е притисокот тука за тоа бидејќи сепак ова е машина, без разлика дали од другата страна стои аналитичар од АНБ, од ЦИА, од Така. МОСАД, од КГБ, не е битно, сепак е машина и никој не сака да ризикува. Затоа и мислам дека машината веќе не ја земаат за веродостојна во суд. Не, полиграф никогаш Не било веродостојно. полиграф не се зема као доказ во суд. И ги бирав, чекав едно прашање кај што нема да кажам намерно вистината. И ми се погоди тоа. Да, ти се погоди тоа. Дали постои, да кажам и кој е, може? Да. Дали постои политичар што не смееш да го критикуваш? Ја ти си кажав оди да. тоа, нема да го кратиме, ти го кажа, да. Не постои политичар не постои човек во Македонија, политичар, јавна личност, било кој кој извршува јавна функција или добива пари од буџетот, што не може да се критикува. Да, може да се критикува, но аргументирано. Не е сега да го линчуваме човекот за џабе. Ти благодарам многу што е Благодарам. прифати поканата, не прифаќаш покани, не гостуваш, но не ме одби, на моје задоволство беше одличен. Иако на моменти ти стремаџија и кај тебе во емисија и кај мене малце ти се лепна Чудно е од оваа страна. Да, чудно е. Но мислам прашањата беа коректни. Така е. Беа доста динамични, интересни, не секојдневни, а тие кажа вистината. Тоа ќе се како кажат што- гледачите. Да, како што и секогаш јас те знам приватно. Драги мои, благодарам што бевте наша верна публика Канал 77 за повеќе вакви јавни личности како Огнен Чанчаревиќ, новинар од ТВ Телма. Следете на лайк, сабскрајб на Број 1 националното радио во Македонија, Канал 77 само хитови. И ви посакувам среќни великденски празници, бидејќи ова е еден од неубавите христијански празници, празници каде што Христос воскрева и Христос е помеѓу нас. Ви благодарам уште еднаш, имајте пријатен викенд заедно со Канал 77.